Како пациенти во ординациите на докторите доаѓаме кога имаме некој здравствен проблем и тогаш лекот го гледаме во нашите доктори, но дали сте се запрашале што ги потикнало нив да се занимаваат со ова хумана и благородна професија? Лекарите, здравствените работници, медицинските сестри и акушерки имаат важна улога во одржувањето на здравјето на населението во светот, стои во пораката на Светската здравствена организација по повод 7 април, Светски ден на здравјето, чие мото годинава е поддршка на медицинските сестри и акушерки. Во овој миг кога светот се соочува со пандемијата на коронавирусот, ова што го кажав е уште поизразено и поважно, затоа и денешната емисија ја посветуваме на докторите, на медицинските сестри и сите медицински работници. Подоцна во студиото ќе бидат присутни и представници на медицинските сестри и акушерки. Сега веднаш ги најавувам примариус доктор Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог во Институтот за јавно здравје, и Горан Димитров од Македонското лекарско друштво, доцент доктор Горан Димитров, со кого исто така ќе поразговараме и за новите аспекти на она што се случува во коронавирусот, но и заштитата на лекарите, етиката на лекарите и сето она што сите нас не засега. Бидејќи е Светски ден на здравјето, вие сте претседател на Македонското лекарско друштво, една порака како го гледате денешниот ден? Денешниот ден, 7 април, традиција е Македонското лекарско друштво да организира прослава на кој што доделува награди на докторите и докторките од нашата република. Меѓутоа, за жал, овој ден е од подлијание на пандемијата со COVID-19, неговата тематика е во целиот свет променета. Наместо, како што кажавте вие, улогата на медицинските сестри и акушерките во здравствените системи во светот, ние сите лекари и од нашата република и во светот се занимаваме со најпопуларната тема, да кажам под наводници, тоа е пандемијата со COVID-19. Би сакал, по оваа прилика, да им изражам поддршка, да ги поздравам и да кажам дека сите доктори и докторки кои што се во борбата со ова епидемија, пандемија, заслужуваат почест, заслужуваат аплауз, и сите оние кои што ни помагаат, припадниците на Министерството за внатрешни работи, на Македонската војска, кои што ни помагаат во спречувањето на ширењето на епидемијата, со еден збор: бидете на браникот на нашето и вашето здравје, пазете се, штитете се и да се избориме што побрзо со оваа пандемија. Дали сте се тестирале вие за коронавирус? Јас не сум се тестирал, бидејќи не спаѓам у таа група која што покажува, понатаму може да ви кажам кои се тие групи на риск. Зошто тогаш носите маска? Носам маска заради тоа што доаѓам од преку вашиот влез, каде што има повеќе од 7-8 луѓе кои што се тука, и како што знаеме, кога има во затворен простор на некое место, би требало да се носи маската. Меѓутоа, сега, пошто сме на добра раздалечина заедно со колешката и со вас, ние би можели да ги извадиме маските, заради тоа што има определени ниво на заштита кои што треба да ги знаеме. Добро, благодарам. Доктор Гордана Кузмановска, коронавирус, се справуваме, вие сте практично во првата борбена линија како епидемиолози во она што се вели заштита од коронавирусот, превенција, битка за секој човек. Како до сега се носите вие лично со целата оваа ситуација? Јас најпрвин, како што предложи мојот колега, ќе извадам мојата маска. Ние сме дел од гранката на здравствени работници кои што ги даваме препораките за носење на лична здравствена опрема или лична заштитна опрема. Меѓутоа, постојано препорачуваме дека здравите луѓе не треба да носат маска. Во услови кога имаме потенцијално здрави луѓе, значи треба да водиме сметка за тоа, меѓутоа доколку ја одржуваме препорачаната социјална дистанца, најмалку 1,5 до 2, кога се наоѓаме во отворен простор или во простор каде што има доволно воздух да циркулира, луѓето не се на блиска оддалеченост, можеме да ги свадиме маските. Тоа беше како вовет. Сега кон вашето прашање. Значи, оваа состојба е состојба во целиот свет, ние како дел од светот се најдовме тука
ниту помалку, ниту повеќе различни од другите земји. Во услови кога начинот на справување со пандемијата всушност значи стратегија на справување, во услови кога скоро сите земји во светот имаат своји стратегии за справување, не точно кон оваа болест, бидејќи како што знаеме е нова болест која што нема не 4 месеци како се појави, односно како светот дозна за нејза, меѓутоа сепак е тоа нова болест, меѓутоа во услови кога светот наназад не само со години, туку со децении се подготвува за да биде подготвен и да даде брз и адекватен одговор на ситуации, состојби, кога имаме пандемија на грип или на други акутни респираторни заболувања. Значи, токму тука во тој вториот дел, акутни респираторни заболувања или предизвикувачи на акутни респираторни заболувања, спаѓа и ова што сега не снајде, така да не можем да кажам дека тотално сме неспремни, не само ние туку и целиот свет, во услови кога веќе имаме база на која што подосна само ги надоградуваме соодветните мерки и активности во зависност од развојот на епидемиолошката ситуација и надвор и кај нас, учејќи се од искуствата на другите земји кои што пред нас се соочија со овој проблем и учејќи се сега веќе и од нашите сопствени искуства во услови кога 2 месеци наназад имаме пациенти, имаме заболени, веќе сме во фазата не на задршка на заболувањето надвор од нашите граници или да го изнесуваме надвор, туку сме веќе во фаза на задршка, спречување на понатамошното ширење, меѓутоа и ублажување на последиците од заболувањето. Ги користите стандардните епидемиолошки методи како при секоја зараза или овде станува збор за еден крајно засилен третман во справувањето со болест? Видите, станува збор за респираторно заболување. Исто како што е грипот, исто како што се другите респираторни заболувања. Што е тука сериозноста? Што ја дава сериозноста и ова екстензивен пристап во превентивните мерки за спречување на понатамошното ширење? Најпрвен, заради тоа што е ова ново заболување. Уште од самиот почеток велиме, значи, така и се викаше на почетокот, нов коронавирус или коронавирусно заболување предизвикано од нов коронавирус. Се што е ново предизвикува страв, неизвестност, како ќе се движи состојбата и како ние ќе се справиме со тоа. Тоа е целата ситуација. Во моментот, иако помина 4 месеци, колку што ние знаеме, колку што светот знае за ова заболување, сепак останаа голем број непознаници и во однос на екстензивноста, можноста за ширење на ова заболување, менувањето на самиот вирус. Се уште немаме соодветен третман, тераписки средства, кои што успешно ќе делуваат на ова заболување. Во отсуство на вакцина, во отсуство на голем број диагностички тестови кои што можеме да ги користиме за да ни послужат за едно, за друго или за трето, во зависност од тоа што во овој момент ни е приоритет. Значи, во отсуство на многу работи кои што се уште ни се непознаница, светот се уште се плаши да каже дека ние имаме моќ и сила да се соочиме со ова заболување и брзо да му ставиме крај. Тоа е, значи, целата ситуација. Бидејќи е ново заболување, бидејќи многу работи не знаеме и не можеме да направиме точни предпоставки. Ние правиме прогнози врз база, како што реков, на искуствата претходни месеци поминаа, нашите собствени искуства, користиме податоци, меѓутоа, верувате, секој ден тие прогнози може да се разликуваат во однос на претходниот ден. Знаете како, што ставате, нема уникатен пример во светот. Секоја земја или групи на земји покажуваат сосема различни ефекти во битката точно така, со вирусот. со оглед дека е респираторно заболување, значи не можеме да измислиме не знам какви мерки што досега не сме ги измислиле, нешто ново и непостоечко. Епидемиологијата е многу стара наука, се знае точно за кои мерки се насочени за респираторни, кои за цревни, кои за различни видови заболувања. Покрај тоа што е ново заболување, тоа спаѓа на групата на респираторни заболувања. Ние знаеме што треба. Сега разликата е која земја, во зависност од стратегијата што ја применува, во кој момент, колку екстензивни мерки ќе преземе и дали се тие во вистинскиот момент, дали се преуранети или се задоцнати мерки. Инаку мерките се тие. Се повторуваат, добиваат поголема ширина или на помала територија, се интензивираат во зависност од напредокот на епидемиолошката ситуација. Ако направиме една куса споредба во досегашниот тек на битката со болеста помеѓу Македонија и еве да речеме земјите од регионот или од Европа,
на страна Италија и Шпанија, каде што имаме сериозен проблем во здравствениот систем заради ширењето. Каде би се вброиле ние според досега преземените мерки и во однос на успешноста во битката? Па јас сметам дека мојата земја високо котира во однос на мерките преземени и во однос на временоста на преземените мерки. Бројот на заболени ни расте, меѓутоа расте во целиот регион и во целиот свет. Сами споменавте каква ситуација драматична се случува во поедини земји кои што дали во одредени мерки задоцниле во имплементацијата од една страна или од друга страна не работеле на сензибилизација на совеста на граѓаните, на сензибилизација на целокупното општество, бидејќи оваа стратегија бара севкупно инволвирање на сите одговорни страни институции. Се подразбира дека здравството е тоа кое што ќе го води орото. Меѓутоа, тука се вклучени, речиси, сите делови, сите ресори од општеството на еден начин, од една страна, а од друга страна, исклучително битна е општествената свест, за да народот комплетно се вклучи во оваа борба и за да можеме со координирани мерки да имаме побрзи, поефикасни резултати. Во тие рамки, господин Димитров, од утре имаме настапува нова забрана за движење. Практично полицискиот час ќе трае од 4 часот се до 16 часот, се до 5 часот изутрина. Преку викендот ќе биде сосема затворено, што значи граѓаните ова го доживуваат доста травматично, секој на свој начин, некои сепак се согласуваат со тоа и сваќаат дека нема друг избор. Од аспект на она што го правите вие, лекарите, мислите ли дека ова е една доволна мерка што во моментов е потребна и како во целиот тој корпус на прашања ќе се вклопат и оние ваши колеги кои што се секојдневно први на ударот на короната? Практички ние сме сите во првата линија, тие кои што се во контакт со пациенти. Значи, без разлика од која професионалност, од која специјалност се докторите. Меѓутоа, една општа работа, која што треба генерално да се каже, е тоа дека сите треба да ги почитуваат и да бидат запознаети со препораките од Светската здравствена организација и професионалните организации при користењето на ОЛЗ. Тоа е наша скратеница за ППЕ, Personal Protection Equipment, и во смисла на низино правилно користење. Зошто? Затоа што здравјето на лекарите е многу битно, заради тоа што индиректно доаѓа и до стварање, доколку дојде до заразување на здравствен работник, на лекар, на сестра, на медицински техничар или било кој што е во контакт на вратарот на некоја болница, тогаш што стварањето на кластерот се ствара опасност за понатамошно поголемо ширење на епидемијата. Значи, тоа би било да се знае дека треба да се почитуваат сите тие препораки и сите тие да бидат запознаени. Не само тоа, туку проблемот е што голем број на заразени лекари создава и друг вид на проблеми понатаму, кој ќе ги лечи заразените, што е навистина една опасност. Од друга страна, голем број на заразени лекари може да создаде своевидна психоза, да речеме, меѓу самите медицински лица, за тоа што ќе се случува понатаму со нив, бидејќи се први на ударот. Што преземате за да не се случи тоа, освен овие мерки на заштита? Дали доследно се почитуваат препораките на епидемиолозите? Јас тоа би можел да ви го кажам за нашата клиника, за клиниката во која што работам, бидејќи информациите за тоа ги има. Да кажем дека вие работите на клиниката за гинекологија. Меѓутоа треба да кажам дека треба да се запазат процедурите. А кои процедури? Треба да се запазат процедурите кои што идат све од текот на приемот, тријажата и третманот на пациентите. Тука практички тој доктор, значи клиничарот кој што е во контакт со пациентот, ја утврдува итноста на прегледот или интервенцијата и во зависност од епидемиолошката анкета и од видот на клиничката слика се рангира пациентот во 3 категории. Од кога ќе биде извршен прегледот или ако има потреба за третман, за цело време тоа треба да се пази и да се почитуваат препораките на Светската здравствена организација и на професионални организации, затоа што имаме и специфични прегледи и специфични интервенции, што треба да се користи и категоризацијата на пациентите. Ја би сакал да ви кажам едно, тоа е све во последните 2 месеци направено и издадено, дека имаме
од Светската здравствена организација две важни, да кажам, табели, а тоа едното е како се препорачува, како да се користи, која опрема да се користи, која ППЕ, значи Personal Protection Equipment, Protective Equipment да се користи, и другата е категоризација на пациентите, од кога ќе бидат категоризирани пациентите, кој вид на ниво на протективност на лекарите и на здравствениот персонал треба да биде. И тоа од неодамна... Имате ли доволно опрема? Прво, јасно прашање, бидејќи се појавуваат контроверзни информации, еве конкретно кај вас. Ние за сега, за овој наредниот период, мислам дека имаме, значи сето тоа, меѓутоа тоа не можеме така да го кажеме. Секогаш треба да знаеме колку ќе биде порастот на епидемијата. Бидејќи експоненцијална крива е експоненцијална, меѓутоа ако се стварат поголем број на случаи, така, секогаш дека таа експоненцијалната крива ќе биде по-вертикална, така да поголем број случаи ќе дојдат во помал период и практички ќе биде блокиран здравствениот систем. И ние секогаш мораме да знаеме, да се навратам на тоа, каква е категоризацијата, тоа е многу битно да им се каже чак и на оние лекари кои што можда и нема да имаат контакт. Категоризацијата на според ризикот на пациентите што доаѓаат. Добро, кај вас доаѓаат пациенти, да речеме ако има зголемена телесна температура, ако кашляш, што правите со таков пациент? Кај нас доаѓаат само такви, значи тие кои што се класифицирани во следното, во кое? Асимптоматски и ток негативни. Што значи тоа е ток? Тоа од англиски значи travel, occupation, cluster и контакт, значи негативни. Значи не биле во контакт, не потекнуваат од кластер, немаат таква професија и не патувале некаде. Втората категоризација е кои што се исто асимптоматски, а меѓутоа се ток позитив. Значи ние да кажеме со наши зборови ја кажуваме, тоа е епидемиолошка анкета позитивна. И на крај се оние кои што се најверојатно или проверено или многу сомнителни дека се ковид позитивни. Или со еден тест дека се позитивни и сето тоа. И врз база на тоа имаме како се класифицира кој вид на маска, како вид на облека се користи, дали се ставаат доле заштитници за чевлите и така натаму. Така да тоа треба да се почитува. Зошто? Затоа што и еве неодамнешните објави, значи на трудови од Кина и од Италија кажуваат дека многу е битно тоа, например, како се вади маската. Еве тоа јас можда помалку би можел да го објаснам, меѓутоа колешката Кузмановска може повеќе да каже заради тоа што некогаш и погрешното вадење на маската може да дојде до контаминација и да доведе до заболување на лекарите. А лекарите... Но лекарите, предпоставувам, знаат како се вади маската и медицинските работници. Тоа е повеќе можеби проблем за обичниот граѓанин кој што секојдневно е во допири на своите прсти со лицето, очите, устата, носот. Постапките и процедурите во оваков вид на епидемија каде што се работи за се по-драматични, да речем, драстични. Се по-сложени. И начинот на одлагање, начинот на соблекување и начинот на како се вика делот од опремата каде се остава и сето тоа е пропишано од протоколите, од гајдлайнсите, препораките на Светската здравствена организација. Добро. Да, Кузмановска ви се приклучила на дискусијата околу личната заштитна опрема. Делот што го кажа колегата Димитров ќе го оставам, меѓутоа еден друг аспект би обработила. Значи, често пати во јавноста се манипулира со тоа дали имаме доволно заштитна опрема во Македонија или немаме. Дали била на време набавена или не била на време набавена. Значи, се соочуваме со неколку други работи кои што нели и самата Светска здравствена организација и другите референтни институции препорачува. Ние треба да бидеме свесни дека и најголемите земји производители на лична заштитна опрема, како што е Кина, например, дојде еден момент на средината на епидемијата во Кина да дојдат во недостаток на лична заштитна опрема. Кога тоа таму се случи, значи треба да очекуваме дека секаде може да се случи. Што се случува? Светската здравствена организација многу добро го има решено тој проблем. Они викаат вака. Првен, треба да се минимизира потребата од употреба на лична заштитна опрема. Значи, ако ние велиме дека пациентите кои што ќе искусат симптоми кои што може да корелираат со COVID-19 заболувањето, не треба да се јават на матичен лекар, не треба да одат во ординација, на тој начин да ги доведат во опасност другите пациенти, па и лекарите,
туку да се јават на телефон. Значи тоа е веќе минимизирање и чекор за употреба помалку на лична заштитна опрема. Понатаму, пациентите што се во болниците или во амбулантите да носат само маска, она што треба, да не се облакат како марсовци. Значи, во услови на болница, кога имаме лекување, во услови на интензивна нега или болничко лекување, престој на пациенти во болница, потребно е да се најдат на методи и начини. Или физички бариери, прегради со стакло, носење на визири и така натаму. Или пак друга рационализација, да не се влегува повеќе пати во боксот каде што лежи ковид позитивниот, туку да се влезе само еднаш или два пати дневно, кога е неопходно потребно да се подели терапија, да се измери температура, да се направи некаква диагностичка процедура. Тоа е едниот аспект, на тој начин ја минимизираме употребата на лична заштитна опрема. Другиот аспект е рационална употреба, она што колегата веќе го зачна. Значи имаме јасни насоки за употреба на лична заштитна опрема. Дали ќе дојдеме во контакт со пациенти веројатни или можни или сомнителни за ковид, или пациенти кои што дошле за по некоја друга потреба, што ќе носиме во амбуланта, што ќе носиме во болница при преглед, што ќе носиме доколку на пациентот му земаме бриз за лабораториска диагностика, што ќе носиме доколку на пациентот му се прават инвазивни методи во смисла на интубација, бронхоскопија, вештачко дишење, кога се генерира, значи пациентот може да исфрла свесно или несвесно респираторни честички кои што се нели основниот начин на пренесување. Во зависност од тоа се прави категоризација на ризикот и се применува соодветна опрема. N95 маски се употребуваат при генерирање на аеросоли. Инаку, во нормални услови, или ако работиме во лабораторија. Ова 60 на медицински работници до сега го имаат Точно вирусот. така. 10%. Да. Так. 10% од вкупно заболените. Како, што значи таа бројка на едно светско ниво или на друго ниво, отприлике во рамки на некој просек, што е неопходен да се случи? Сето тоа, еве како што кажуваат, и тоа е најновиот и најдобриот апдейт од Кина. Значи тоа е направен апдейтот на 30 март 2020 и тоа е од WHO China Joint Commission. Утврдено е, се тоа е дозволено на 4 колешки кои што биле од Белгија и од Франција. Направили, тамо е најдено дека 3387 health workers, значи тука спаѓаат и сестри, и доктори, и сето тоа, од кои што, за жал, починале 22. Значи 0,6% умра. Да. Сега, но помалку податоците заразени од однос на процентуално од 80.000 3300 се заразени, што е помалку од 3300, меѓутоа тука се само здравствени работници. Да. Значи не е комплетната бројка на заразени во Кина. па тоа зборувам. Да. Сега, ако го земеме сето тоа со примерот на Италија, тогаш тука имаме доста поразителна слика, бидејќи за жал имам ја една страна која што ја читаме, која што ни ја испраќаат од колегите италијани, се вика за паднатите лекари, меѓутоа има и страна каде што се и health workers, значи и останатите кои што работат со COVID-19, значи бројката сега е 71 лекар само, вчерашната бројка. И таму има една убава поема напишана од колега кој што го преживал COVID-19, а поред него лежеле уште двојца, тројца кои што не успеале да се изборат со борбата со COVID-19, кои што ги споредува овие наши колешки колеги како трева која што вечито ќе расте, меѓутоа не треба да вечно ќе расте, меѓутоа не треба никогаш да газиме на незе. Така да во Италија е полоша ситуацијата. Меѓутоа Кина со своите совети им дава определени насоки и им кажува, еве што кажуваат они, значи тоа е 30 март, значи неодамна дадено, тоа е пред 7 дена, дека најголемата причина за заразувањето и за фаталниот исход се неадекватната лична заштита, многу временската експозиција на голем број на инфектирани пациенти и интензитетот на работа и недостаток на одмор, заштото што знаеме сите дека недостатокот на одмор, дури и подхранетост и сето тоа дека го намалува имунитетот и води кон продлабочување, па и... Добро, како одат сега здравствените работници на работа? Зборуваме
предпоставувам не е секаде исто, меѓутоа на инфективното оделение и во другите оделенија каде што имаме поголема флуктуација и на луѓе и на пациенти, имаше една информација дека 2 недели одат, 2 недели не одат, се во своевиден карантин. Тоа е така. Точно така, тоа е затоа што тоа е заради штедење на персоналот. Штедење на персоналот. Секоја здравствена институција. Еве ние сме на 7 дена. Кај вас се на 7 дена? Да, на 7 дена. А значи не е 2 недели заради изолација евентуална. Видите, знаете, секоја здравствена институција си го одредува ритмот како најдобро може да ги искористи своите здравствени капацитети, за да не дојдеме во момент кога ќе ни се премори персоналот и кога нема кој да работи. И зависи од лоудот на пациенти. Значи, сега се чува персоналот за евентуална затоа што поголем број на така, заразени. Ајде малку околу тоа. До сега оваа крива на заболени оди по некој линеарен пат, не оди по тој експоненцијален, кој што би значило една брз пат нагоре, брз од нагоре, туку имаме по 20-тина, 30-тина нови случаи на ден. Пред некој ден беа 78 месечини, што беше една поголема одстапка, меѓутоа овие 2 дена повторно се смири во претходниот тек од по 20-тина луѓе кои што се ново заразени. Зошто беше таа флуктуација од 80 се појавија во еден ден? Повеќе луѓе беа тестирани? Точно тоа сакав и да го објаснам. Значи јас многу не се врзувам за тоа дали денеска биле 29 или 30, а минатиот ден биле 77. Значи видите, многу работи влијаат на бројката дневна, како ќе оди погоре или подолу, и затоа реков дека предвидувањата се менуваат во зависност од тоа каква ни е претходната ситуација. Меѓутоа, ќе го кажам ова, ние сме во фаза на пораст на бројот на заболени, и тоа така ќе биде уште еден извесен период. И порастот на бројот на заболени неминовно носи пораст на бројот на тешки случаи, бројот на случаи кои што ќе бидат лекувани на интензивна нега, па и бројот на смртни случаи. Дали ќе биде денеска 5, утре 7 или ќе биде 3, тоа зависи од многу работи, пред се од активностите на самиот терен. Понекогаш поголема е навалата за тестирање, имаме поголем број тестирани примероци и поголем број позитивни резултати. Генерално, бројката на позитивни од тестирани во последните недела-2 се движи околу 10%. Ако е 7,5 еден ден, другиот ден ќе биде 11,5, меѓутоа просекот е околу 10%. Значи ние постојано имаме на еден начин, што викате вие како некое одржување, но и овие тестирани, таргетирани тестирани, кои што заради некоја причина се изложени на вирусот или имаат некакви знаци. Сите знаеме нашата стратегија, треба да се тестираат само лица кои што имаат симптоми. Ај малку околу тоа, зошто само тие лица да се тестираат? Нели се зборува масовно тестирање, тоа ќе покаже повеќе. Еве и самите велите, ако тестираме денеска повеќе луѓе, ќе имаме повеќе заболени. Значи, така е. Заразените шетаат помеѓу нас или оние што шетаат надвор, го шират вирусот. Шетаат додека да бидат диагностицирани. Така е. Така. Значи, потребно ли е масовно тестирање и што значи масовно тестирање на крајот да објасниме? Многу се употребува тоа масовно тестирање, лица од различни профили би рекла, здравствени работници, нездравствени, даваат своји мислења, тврдења вака или така. Значи, првен што е тоа масовно тестирање треба да знаеме. Малте не во Македонија па имаме масовно тестирање. Ние сме прва земја заедно со Хрватска во регионот и пошироко која што прави најмногу тестови на број на жители. Заедно со Хрватска се наоѓаме и правиме отприлика околу 2500 тестови на милион жители. Но далеку подалеку од Словенија сме, например, која што направи 10.000 месечини на милион жители. Подалеку сме од повеќе земји, меѓутоа не од многу. Значи се наоѓаме некаде во првата половина ако ги земеме сите земји во светот. Меѓутоа да речеме на Бугарија за споредба тестира 81 лице на милион жители. Ние тестираме 2500. Една Албанија тестира 780, а ние тестираме 2500. И што е тоа масовно тестирање? Што се подразбира по тоа масовно тестирање? Да земеме да ги тестираме сите 2 милиона жители? Значи, треба да имаме стратегија, ако сакаме да тестираме повеќе или помалку. Често пати се злоупотребува она кауза на Светската здравствена организација да се тестира повеќе. Светската здравствена организација вели да, тестирај, ама случаи кои што одговарат на дефиниција на случај. Не се. Значи, не можеме да тестираме без никаква стратегија, без никакви критериуми. Треба да знаеме што сакаме да добиеме со тоа тестирање. Ако имаме јасна цел што очекуваме, ќе знаеме и како да го направиме тестирањето.
Значи тестираме се што е позитивно. Зошто? Тестираме она што покажува симптоми, затоа што познавањата досегашни на текот на самата инфекција вела дека болеста настанува, инкубацијата е од 2 до 14 дена, болеста најчесто се развива од 5 до 7 ден. Секако дека имаме флуктуации, може да се развие и после 48 часа, може да се развие на 14 или на 15 ден. Меѓутоа, најчесто, мора да се работиме со некои статистики. Ако болеста најчесто се развива од 5 до 7 ден, што значи масовно тестирање? Зошто да тестираме? Значи, ова паника кај населението што се појавува, ако некој бил во контакт со некој позитивен и веднаш паника се ствара, веднаш да се биде тестиран. Зошто? Ако не поминале 48 часа најмалку, ние никако не можеме да добиваме позитивен резултат. Дури 5 дена понекогаш ќе поминат не можеме да добиваме. И што значи масовно тестирање во такви услови? Ќе истестираме 1.000.000 жители во 3 дена, да речеме. Од тие 1.000.000, еве гледаме дека од прилика 10% не се позитивни. Ако се 10% позитивни, на 1.000.000 10% се 100.000, така? Значи 900.000 ќе ни бидат негативни. Што со тие 900.000? Од нив, некој за 3, некој за 7, некој за 14 дена ќе развие болест. Повторно ќе ги тестираме тие 900.000 заедно со 1.000.000 од преостанатите. До кога така? Значи, нерационално тестирање, трошење на тестовите во услови кога допрва не чека врвот на епидемијата и ние се истоштуваме, остануваме без ресурси, утре ќе останеме без тестови да ги тестираме оние кои што имаат тешки форми на заболување и кои навистина треба да се тестира. А зошто тогаш се форсира тој избор масовно тестирање? Го комерцијализираше ли некој? Ние епидемиолозите секако него. Да, не вие се разбира пошто работите во јавно здравје, но работиме... дали приватните клиники се обидува ова да го искористат на некој начин за да наметате на таква психоза дека е тоа потребно за да си прават тестови кои што ги наплаќаат? Па видите вака, со тек на времето се повеќе приватни клиники или куќи организираат тестирање. Меѓутоа, тоа се приватни институции кои што на еден начин биле валидирани, го прават тестирањето со молекуларна диагностика која што е валидирана и да речеме на ист начин, ако не со ист тестови како и во Институтот за јавно здравје, која што во овој случај се смета за референтна институција, и нивните резултати ние ги признаваме. Ги земаме за позитивни. Молекуларна значи што? Молекуларна диагностика значи тестирање со напредна методологија на real-time PCR, и тоа значи докажување на генетскиот материјал, на антигенот или со прости зборови на вирусот, докажување на присуство на вирусот кај заболениот. Добро, а тоа значи со бриз, со земање бриз? Така, со земање на бриз. Зборуваме. Зошто го правиме тоа? А во последно време излегува на пазарот и серолошки тестови. Со земање крв? Со земање на крв, Добро. кои што детектираат... Поедноставувам за гледачите. Така, значи кои што детектираат присуство на антитела, значи тела кои што ги ствара организмот како одговор на дразбата, односно на паѓањето на вирусот. Значи, едното се работи за антитела кои што ги создава организмот, а другото се работи за антиген или за самиот вирус. Во овој момент, зашто велиме треба да имаме стратегија? Стратегијата на државата е во овој момент. Значи, да се најдат што поголем број позитивни, болни луѓе, заразени, за да може да се изолираат и да се скратат ланците на понатамошно пренесување на болеста. Нели сакаме да го прекинеме пренесувањето на болеста и ширењето на епидемијата? Од друга страна, значи ова се тестови кои што имаат висока сензитивност. Може и лажно позитивни да имаме поголем број. Значи подобро да имаме лажно позитивни кои што ќе ги зборувам за молекуларната диагностика. Од друга страна, серолошките тестови кои што се исто така квалитетни тестови, одлични тестови за одредени други цели, во зависност од тоа каква е, пак ќе кажам, стратегијата на државата. Тие не го утврдуваат вирусот? Кои што не го утврдуваат вирусот. Значи, ако некој болен, нема да се утврди дека го носи вирусот? Тие се тестови со висока специфичност. Значи, висока специфичност. Имаат голем број на лажно негативни. Зошто? Имаме лажно негативни за кои што сметаме дека се негативни, тоа ствара лажна сигурност, а тие се може и позитивни. Затоа што антителата не се ствараат веднаш кога вирусот ќе го нападне човечкиот организам. Значи потребно е одредено време, најмалку 9 дена, а може да биде и многу повеќе, додека тие да се створат. Ако ние го детектираме присуството на антителата на 10-тиот или 15-тиот ден или 30-тиот ден од заболувањето, ние немаме никаква корист од тоа. Значи, во овој момент не сакаме да откриеме кој бил болен,
кој бил во рана фаза, кој прележал заболување, туку сакаме да најдеме кои се активно заразни, за да го спречиме понатамошното ширење. Ако некој отиде во приватна болница, направи серумски тест и му Потребно кажат да се дека потврди е со позитивен на антитела. Што значи тоа? Дека тој ја прележал болеста и сега не ја шири повеќе? Да не Или не може ни навлегуваме тоа во да значи? толкувањето, бидејќи може да бидат различни толкувања. Дали се ИГГ или ИГМ антителата. ИГМ-от се индикатори на рана инфекција, ИГГ-то се индикатори на постара. Ама колку рана и колку постара не можеме да знаеме. Ова е, како што реков, нов вирус, ново заболување. За некои од другите заболувања кои што со векови ги има во човечката популација, има така наречени видити тестови, кои што може да утврдат дали инфекцијата била рана, односно во пред 6 месеци или после 6 месеци. Меѓутоа не можеме да утврдиме колку е точен точниот период кога пациентот бил заразен, инфективен, односно во колку рана фаза. Затоа сметаме дека секој, бидејќи одредени институции сега работат со овие одобрени секако тестови, не се тоа тестови кои што се купени и неодобрени, одобрени се од меѓународната FDA, светската организација за одобрување на лекови. Стратегијата наша е, значи, лицата кои што ќе имаат позитивен серолошки тест, задолжително да се тестираат и со молекуларна диагностика, односно со PCR, за да се утврди дали се инфективни и дали може заболувањето да го пренесуваат. Од тоа зависи какви мерки ќе преземеме и кон тој што е позитивен, и кон неговите контакти, и кон институциите здравствени низ кои што поминал. Треба да се имплементираат мерки за спречување на ширење на заболувањето. Значи, сите мерки понатамошни зависат од тоа дали пациентот е инфективен. Дел од тие тестови што беа направени дадоа лажна слика за одредени пациенти, но без разлика на тоа имавме и пациенти тестирани во јавното здравје, кои што беа негативни на коронавирус во првото и второто, некои од нив и починаа и дури отпосле се откри дека биле сепак позитивни. Зошто се уваат овие грешки во самиот процес на тестирање или во обработка на податоци? Што е тоа? Не се тоа грешки, меѓутоа се можни исходи. Се случи тоа? Така се случува. Значи, при тестирање зборуваме сега за молекуларната диагностика со PCR-от. Можно е во однос, ако велите дека ова што рековте може да настане грешка. Значи, тоа е еден голем процес од моментот на седнување на пациентот, изземање на материјал, до моментот на излегување на резултатот. На било кое ниво може да се случи некаков пропуст, кој што може ќе даде погрешно толкување на резултатите. Ама затоа постојат процедури, стандардни оперативни процедури, кои што се спроведуваат во нашата институција, можам да кажам за мојата институција, кои што помагаат да се резултатот да се доведе до момент кога ќе бидеме сигурни. Никогаш не можеме 100% да бидеме сигурни, бидејќи ниту еден негативен резултат не може потполно да исклучи инфекција. Резултатот може би ви е негативен во првите 2 дена, 3 или 4, а вие сте веќе инфицирани. Тоа е тоа. А во однос на позитивно или негативно, значи постојат конфирматорни тестови. Ако тестот е неконклузивен од различни причини, секако дека има потреба, тоа е напишано во стандардните оперативни процедури, да се повтори или од истиот примерок, ако има потреба да се земе и нов примерок, за да се потврди дали е навистина така. А во литературата, ќе ви кажам дека се опишани вакви случаи, кои што биле позитивни, па се негативизирале некаде во 7-миот или 8-миот ден и подосна повторно стануваат позитивни. Што се случува? Зашто е тоа така? Навистина треба поопсежни истражувања, меѓутоа тоа се поединечни случаи. Не се работи за маса или голем процент. Ова се случува, меѓутоа се случува во толку мал процент, 0, нешто, не само кај нас, туку и во целиот свет. И затоа си постојат тие стандардни процедури кои што го повторуваат тестот и се доаѓа конечно до резултатот кој што ќе каже во моментот како. Кога сме кај тестирањето, да се замешам малце, но ајде повелете. Јас сега да гледам каде иде научниот свет, така од страна на професионалноста на сите оние кои што се бават со тоа, сите гледаат да најдат некој тест кој што ќе биде нормално ефтин, применлив и брз. Значи, на 2 април, Бирото за храна и лекови, на една фирма, која што сите знаат, че во светот се вика за нас непозната Селекс, и беше доделено правото од FDA, од Бирото за храна и лекови на Соединетите Американски држави, да се користи како рапид тест. Тоа е тест на антитела, како што кажа колешката.
И ако кажеме на едноставен начин како би можело и секој да не свати, во нивната изјава кажува дека овој не може да се користи за конечна диагноза и да се каже дека пациентот е позитивен или негативен, меѓутоа е многу добар за некој вид на триажирање. Например, како би можело да се објасни тоа? На 128 кои што биле со другата метода докажани дека се имале симптоми, се знае, имаат знаци за пневмонија и сето тоа и така натаму, 128 такви пациенти, само кај 8 било негативно. Значи, покачувањето на ИГГ или заедно и двете. За разлика од тоа, значи контратестирањето било кај 250 негативни, само кај 11, значи кај ги исклучуваме 239, значи било кај 11 било позитивно, они се уствари негативни, значи тоа се лажно позитивни. И Америка тоа го даде, значи на 2 април за тој тест кој што сега ќе треба да се пушти во сериско, меѓутоа тоа не е дефинитивна диагноза која што кажа колешката, тоа е би можело да се користи за намалување на лоудот на пациенти. Еве јас пак ќе се навратам на моето дежурство пред некој ден. Значи многу доаѓаат од различните места кои што се фебрилни и дури и имаат и кашлица. А знаеме, еве, подобро ќе каже колешката дека у 68 и 65% се јавуваат овие два симптома, така, на COVID-19, на сето тоа. И ние секако немаме начин како да ги истриажираме, така спрема сите тие се постапуваме како да е второ ниво на безбедност. Меѓутоа, сето тоа второ ниво на безбедност, значи да го направиме прегледот, ако треба да се интервенира и сето тоа, многу би ни олеснило не само на нас како working potential, значи како оние кои што работат, него исто така и на штедење на ППЕ-то, значи на опремата, личната опрема за заштита. Зошто? Затоа што ако знаеме таа и ако е брз тестот, барем со некоја сигурност дека е негативна, така, или пак дека е позитивна, секако дека ќе оди таа во изолација и со посебни мерки на заштита и процедура на заштита на персоналот и нејзина заштита. Во оваа настока, односно заштитата на лекарите, дали во тој дел е потребно помасовно тестирање во однос на медицинските работници, бидејќи се секојдневно изложени со вирус? Вака видите, пак ќе се повратам на Светската здравствена организација. Или важат истите наставовите на Светската здравствена организација. Значи, вака вели Светската здравствена организација. Потребно е тестирање и при тестирање, во зависност од капацитетите на државата и можноста за тестирање, секојаш треба да се адаптира стратегијата како, кого и колку ќе се тестира. И велат вака, значи треба да се обезбеди тестот дефинитивно за сите оние кои што имаат симптоми, за оние кои што имаат тешки акутни респираторни симптоми, за оние кои што имаат при тестирањето исто така треба да се даде дури за оние кои што во моментот кои што немаат симптоми, ама биле контакти, се пациенти кои што имаат коморбидитети, односно една или повеќе хронични состојби, кои што може да го влошат текот на заболувањето ако заболат или да дадат смртен исход, и здравствените работници, ама симптоматските здравствени работници. Значи, предност се дава секако на здравствените работници кои што работат на интензивна нега со такви пациенти, меѓутоа и на сите здравствени работници, токму заради оној аспект кој што вие на почетокот на емисијата го споменавте. Значи, што помалку болни здравствени работници ни дава порака да располагаме со поголем капацитет на здравствената служба за справување со епидемијата. Кој ќе се справува ако повеќето здравствени работници се заболат? А секако ќе се надоврзам на преѓашната дискусија на колегата. Значи, очекувано е, не е ништо ново, ниту невообичаено, очекувано е да заболуваат повеќе здравствени работници. Тие се тие кои што се во најблизок контакт, а инциденти секогаш се случуваат. Оно што вчера беше споменато и на пресконференцијата, го спомена епидемиологот Микич. Да. Подоцна читавме и истражувања за тоа на Euronews, можам сега да го отворам. Одредени сознанија дека популацијата или земјите кои што чија популација примала БСЖ вакцина се поотпорни на вирусот. Докажано ли е ова или е сега за сега на ниво на, да речеме, мала статистика некоја? Така. Имаме многу други работи и тврдења кои што на почетокот излегоа, па до денеска не се потврдени, а ова е нешто релативно поново и секако дека не е потврдено.
Значи, ова не е правена студија, туку се ова статистички истражувања и предпоставки, направени врз база на истражување на повеќе земји, при што е утврдено дека земјите кои што спроведуваат рутинска вакцинација против туберкулоза, значи со БСЖ вакцина, имаат помала инциденца, помал морбидитет или како да кажам, помалку им е зафатено населението со ковид и тоа дури за 10 пати, затоа и ова е елаборирано и кажано, дури за 10 пати помалку заболуваат отколку земите каде што не се бесежира, односно не се спроведува вакцинација против туберкулоза. Меѓутоа би рекла ова е зародиш, ова се само статистички прорачунки и би требало една обсежна студија да се направи, да се земе во обзир многу околности кои што овде верувам не се земени и за да полесно се справиме со бајасите кои што може да се појават при една ваква студија, за да можеме да имаме нешто засновано на наука, значи, за да можеме да знаеме дали ова навистина нешто ни ветува за воиднина или пак се само чисти некакви статистички прорачунки кои што не одразуваат вистинската состојба на теренот. Добро, од болеста што туберкулоза и болеста корона, односно COVID-19, имаат допирни точки во нивните молекуларни, симптоматски, не знам какви елементи? Навидом немаат никаква врска. Навидом немаат? Бацилот што е предизвикал туберкулозата е бактерија, бацил, ова е вирус. И двете се единствено респираторни заболувања, ги напаѓаат белите дробови, ако е тоа нешто што може да биде заедничко. Меѓутоа, во овој момент се чини дека нема нешто кое би ги поврзало и за кое би можеле да се фатиме. Барем во овој момент, иако не исклучувам понатаму, истражувања се подразбира засновани на научна база да донесат можеби некакво ново сознание. Разговарате вие за ова во вашиот тим, во тимот кој што е... Секако дека разговараме. Да. Се што ќе слушнеме, прочитаме ново, се разговара. Еве гледате како антималарици се употребуваат во лекување на... Се препорачува дека кај некои и се кажува дека кај некои пациенти со ковид имале многу добар третман со комбинирана терапија, се подразбира антивирални лекови и антималарик, меѓутоа навидом и тоа би немало никаква допирна точка. Антималарици, вакцина против туберкулоза, антивирални лекови кои што се употребуваат кај сидата и така натаму. Меѓутоа, како што реков, антибиотикот веќе нели, антибиотик не се дава кај вирусни инфекции, меѓутоа сето тоа е некако разноликост која што навидум нема никаква врска, меѓутоа затоа постојат различни гранки, специјалности кои што работат на тоа и можеби во иднина да се дојде до некој заеднички став или на база на колку поголеми се искуствата во лекувањето, толку повеќе ќе имаме нешто за што ќе се фатиме и за кое што понатаму може ли да се развива понатаму. Затоа велиме дека Светската здравствена организација, главните стратешки точки, она што го препорачува во стратегијата на сите земји, од една страна спречување на интерхуманото пренесување, рана идентификација, значи брза дијагноза, клинички менеджмент и третман на болните луѓе, барање на нивните контакти, изолација и спречување на понатамошното ширење и работа на понатамошно изнаоѓање на она што досега е непознато. Изнаоѓање на нови дијагностички мерки, работа на вакцина, нови терапеутици, значи тоа се непознаниците кон кои што се стремат истражувањата во наредниот период. Тука правиме мала пауза за реклами и се враќаме во студиото со прашање за тоа како понатаму ќе оди битката со овој вирус, ќе научиме ли да живееме и кохабитираме со него или ќе создадеме колективен имунитет, па ќе го прилежуваме секоја година како некој обичен грип. Останете со нас. Повторно во отвореното студио на ТВ24 на Светскиот ден на здравствените работници разговараме за најголемиот предизвик со кој се соочува и светот, но денеска и Македонија, коронавирусот. Како ќе заврши целата оваа работа? Дали ние ќе научиме да живееме едноставно со овој вирус, тој да биде дел од нас, ние дел од него, или ќе мора да измислиме вакцина и да се вакцинираме секоја година или еднаш во 10 години? Како ќе заврши ќе видиме. Да не се повторувам постојано дека зависи од многу работи и од многу работи кои што можеби допрва ќе ги научиме за овој вирус. Дали ќе научиме да кохабитираме? Сигурно дека ќе научиме да кохабитираме.
Вакцина, ако чекаме, може би ќе почекаме. Значи, тоа не е мое мислење или мислење на нас кои што како земја ниту имаме капацитети, нити некојаш сме правеле вакцина, секојаш зависиме од некој друг што ќе ја направи па да ја купиме и да ја примениме. Меѓутоа ги толкувам само и ги кажувам ставовите на Светската здравствена организација, кои што самиот старт на епидемијата кажа дека потребен е еден одреден период поголем за да се пронајде вакцина. И тоа не е толку брзо, месец, два, па и три, некои прогнозира, па дури имаш и здравствени работници кои што кажуваат за 5-6 месеци. Сметам дека година и пол, во однос на нашето искуство во произведување и пласирање на некоја вакцина, тоа е еден голем процес во кој што треба првен да бидеме сигурни за самиот вирус, па кој што може би ќе мутира слично на вирусот на инфлуенца, ќе ги менува своите карактеристики, па ќе бара и годишно или почесто или по мало ажурирање. И сепак процесот е голем, бидејќи треба да се истражи најпрвен кај експериментални животни, па кај луѓето и на крај. Која е излезната стратегија кога ширењето ќе падне под ниво на еден човек или бидејќи сега е на ниво на 2,5 како што се сметаше? Дали до тоа ќе значи дека до тогаш ние веќе имаме некој изграден колективен имунитет, односно дека кај повеќето луѓе вирусот поминал, се задржал антителата, го прават своето и се борат? Тоа е вака, лаички да прашам. Имунитет е така, со прости зборови е кога во една популација бројот на луѓе кои што се имуни, станале имуни, а тоа може да станат единствено нели ако заболат. Дали ќе заболат во тешка, лесна или асимптоматски ќе поминат болеста, важно ја поминали, стекнали имунитет, е кога поголем процент од популацијата е колкав процент, тоа зависи од многу работи. Пред се од колкава е контагиозноста на самиот вирус. Ако за малите сипаници ни треба 95% да имаме колективен имунитет за да се спречи ширењето и предизвикувањето на епидемии во популацијата, за грипот ни треба 75%. Светската здравствена организација вели дека треба да изнесе опфатот на оние над 65 годишна возраст. А тогаш за ова болест, за која што се уште пак ќе се повторам, не знаеме многу работи, меѓутоа веќе знаеме дека контагиозноста е прилично голема, па можеби во последните недели се вели дека и од грипот е поконтагиозно. На почетокот нели беше не се пренесува од животни на луѓе, па после се пренесува сепак, па после помала е моките или контагиозноста, инфективноста отколку кај грипот, кај сарсот, кај мерсот, па сега имаме ситуација кога тоа е вистина поголема контагиозност, меѓутоа секогаш треба да имаме предвид дека вирусот полека ги менува своите карактеристики и за тоа Светската здравствена организација известува на неделно ниво дека помалку вирусот постојано се менува во зависност од тоа низ каква популација поминува, дали ќе му се, значи тоа суштина значи колку повеќе се пасира низ имуна популација, толку помалку му поопаѓа моќта, односно вирулентноста за предизвикување на заболување. Тогаш мерките ќе се намалат кога ќе дојде до ова, мерките сега што се на забрана за движење, социјалната компонента и така натаму. Го споменавте тој индекс на репродуктивност РО, како се вика, дали е 2,5-3,5 или ќе дојдеме до 1, кога нели еден човек само на еден ќе може да му ја предаде болеста, кога нели ќе почне падот на епидемијата, кога и во кој момент ќе запреме и која мерка првен, па тоа не можеме сите мерки наеднаш да ги запреме. И треба тука многу внимателно и со многу добра проценка да се одлучи. Да, останете со мислата, кога сме кај мерките, сакам да го вклучам професорот Методи Чепреганов, кога го имаме на телефонска линија. Добар ден, господине Чепреганов. Добар ден, многу поздрав до тебе, до колегите гости кои ме одушевуваат со изворедната дискусија, до вашите гледачи и нека ни е честит празникот на здравјето. Нека е честит, така се разбира. Ве вклучуваме вас во делот на ова што се вели мерки, изолација, самоизолација, карантини, полициски час, од утре, од 4 часот, не знаеме до каде ќе оди тоа, можеби ќе се случи и комплетно затворење во некој момент, и тоа беше на некој начин спомнато, не е исклучено како некаква опција, а луѓето, знаете, сето тоа тешко го примаат. Некои полесно, но
повеќето ми се чини дека потешко го примаат и живеат во одреден страв. Како да го надминеме тоа? Како да го надминат луѓето тоа во овие тешки моменти, бидејќи претпоставка на сите нас е дека оваа ситуација вака или онака ќе трае и во наредните месец, два, па и три? Значи, сега да кажеш, секој од нас реагира кога му е одземено најголемото право од неговото постоење, а тоа е слободата. Можем ли, да, јас така го сваќам тоа, али ќе ви одговорам. Можем ли, ако ми дозволиш, да дадам едно мало објаснување? Се разбира. Значи, прво, овој дискурс за кој имаш одлични соговорници, за мене има три фундаменти. Првиот е за кој веќе зборувате, тоа е епидемиолошко, инфектолошки со молекуларна диагностика. Колешката и колегата изворедно, мислам, објаснија и веројатно ќе објасна. Вториот е куративата, за која верувам дека ќе стане збор. И третиот е она за што јас се осеќам компетентен, бидејќи ја во нивната патологија, не се, јас сум 6 години доктор, али не сум епидемиолог, нити инфектолог. Третиот фундамент тоа е психологијата. Односно, како овој објективен стресоген фактор, пандемијата, делува и го ствара стравот и паниката, така да, ако ми дозволите, би кажал неколку збора како невронауката гледа на ова, затоа што е ова еден составен, пропратен симптом на пандемијата. Секаде, кај секого, на мајката земја планета. Прво, да кажам еден збор. Многу ми е драго што колегата цитираше нови референции, мојата маленкост чита исто така многу, и тоа досега, и он кажа, најповеќе се објавени кинески. До пред 2-3 дена. Има 2-3 работи кои што мислам дека они ги знаат подобро од мене. Кинезите нагласуваат за неколку пропусти кои се прво најголемиот пропуст е направен во Кина. Може ли само едно мало објаснување кое сметам дека е апсолутно потребно. А они нека го коментират. Вели вака кинески труд дека во Кина е била забрането зборувањето, има многу работи за кои не сакам сега да зборам, немаме време, да се објави епидемијата и да се превземаат мерки и така да сите сметаат сега дека е крајно закаснето. Зборам за Кина и така да има тука многу нејасноти и намери во таа забрана. Дали има завера, не и така дали, тоа не е моје да го. Ама дека има нешто што е многу симптоматично, тоа го пишуваат сите трудни. Во Америка и во Европа исто така има француски труд кој вели дека закаснеа за недела, 2, можда и 3, и цитираат утакмицата во Бергамо како еден огин кој 50.000 навивачи на неколку дена пред и потоа букнува инфекцијата, колегите знаат подобро сигурно, во Франција во Милуз има направено еден адвентистички конгрес на 15.000 луѓе и по 2 дена букнува инфекцијата. Зошто го кажувам ова? Како заклучок, дека сите се слагаат дека собирањето во групи е главниот пламен кој ја разгори инфекцијата. И вели поуката, масовните собирања се главната причина за фудроајантното ширење на инфекцијата. Господине Чапреганов, како ќе ги утешиме граѓаните? Тоа е сега прашањето за вас. Само момент. За мене, сега зборам јас за ова, за што ме прашате. Одговорот за превенцијата лежи во одговорноста и самодисциплината. Морам од невронауката да кажам 3 моменти да ги накосам. Постои личен психопрофил, постои колективен или ментален склоп на еден народ и постои планетарен ментум. Тоа се 3 фундаменти на нашето постоење, на нашиот човек. Значи, ние сме од псика и од сома. 2 збора за планетарниот проблем. Планетарниот проблем постои и ќе постои. Сега е многу објективен, многу реален. Значи, тоа е планетарен ментум. Оно што се дешава на ниво на планетата. Тоа е тежок, тоа е многу тежок, ама е решлив
светот, дали ни е јасно дека почна да се здружува, да се сближува, да бара заедничко решение и јас сум апсолутно убеден дека тоа решение ќе го најде. Вториот проблем, кој што е многу актуелен кај нас, тоа е колективниот психопрофил, менталниот склоп на мојот народ. Вие ме прашате слободата, каков е односот мој према слободата? Значи, во една оваква објективна состава, ќе кажам малку поиќе, оти ми речени дека 15 минути може да разборам и јас се некако концепирав на те 15 минути. Значи, во мојот психопрофил, во нашиот ментален склоп, постојат многу емоции. Ние сме како луѓе така скроени, да не ми биде замерено. Така да, мислам дека 95% од нашите луѓе ги почитуваат сите доктринарно пропишани совети и мерки на превенција и заштита за кој колешката и колегата многу мало кажа, на Светската здравствена организација и нашите компетентни институции кои изоредно добро, не фалам никого, ја поставија целата работа и мислам дека добро се бориме, али во тоа треба да постои разбирање, лична самодисциплина, ова се моменти во кои не треба политика. Оти секој од нас е подеднакво загрозен. Јас бев сведок на вариолата на вариола вера, 72 година, колегите се млади. Месец дена тогаш бев во Македонија и патував за Белгија. Знаете дека месец дена бев во карантин сам, ама мерката е таква. Заврши играта, нема тука зашто, како, ама ова, нема ама ова. Има да биде овака и овака. Тоа е во односу на психопрофилот. Нашиот ментален склоп е така скроен да се сака да најде некоја кривина, да избега. Ги гледам луѓето се бунат. Зашто да чекам, зашто? Не можат да сватат дека сите сме загрозени, не он само. И они, фамилија, и деца, и пријатели, така натам. И третиот психопрофил, личен, тоа е више мојата свест, мојата одговорност кон сите превентивни мерки. Значи, како јас, како личност, сум созреан, ја сваќам реално оваа состојба и реагирам така како што ми се налагаат доктринарните ставови. Тоа се луѓе, колегите се луѓе кои се знаат повеќе од мене за тој. И они предлагат она што е најдобро за да можеме да се заштитиме. Две реченици. Епидемија имало, колегите знаат тоа. Имало, има и ќе има. А многу е важно, значи, односот на секој поединец и во оваа цела ситуација, не сега ме разборам за тоа, изолацијата и тие социјални контакти мора да бидат до максимум прекинати, ако сакаме да се реши целата оваа состојба. Значи, многу кратко, свест, совест, свесност, одговорност, самодисциплина, истрејност, издржливост, без хистероидни реакции. Овде сакам да дам еден поголем прилог. Значи, нашето его, за жал, е полно со емотивни напливи, моје чедо, кој е драго. Ние сме таква нација. Ние трошиме многу емоции на све, без потреба. Се трошиме, ама забораваме и не знаеме дека секој покачен психоемотивен наплив во овој момент стравот и паниката ни ја стеснува свеста и го пореметува нашето логично мислење. Значи, све зависи од нас како и на кој начин ние ќе се справиме. И уште неколку реченици за неуронауката, како она гледа на оваа стресна состојба. Значи, како јас ќе реагирам, јас и секој на мајката земја планета, за ова е еден ризикофактор. Значи, ова е еден стресоген фактор, ние, за колегите, они го знаат тоа добро, ние живееме во една хомеостаза, тоа е биолошка хармонија на секоја личност. Таа наша хомеостаза е пореметувана од многу ризикофактори. Хипертензија, диабет, масноти и стресот. Стресот како една екзогена, реална
психо и соматска траума, опасност. Оваа пандемија е објективен и реален пролонгиран стресоген фактор. Од тоа не можеме да бегаме. И сега, уште две реченици. Значи, се што се дешава околу нас како перцепција, а тоа е тај реален страв, односно тој стресоген фактор, влегува во нашиот мозок и тука сите тие информации биваат анализирани, постојат структури да не ве замараме, емотивниот мозок, префронтален лобус, амигдали и така натаму и активираат за колегите, ова веројатно го читале, ама може да го заборавиле. Главниот креатор на се што се дешава во стравот е симпатичниот систем. Со сите симптоми да не ги повторуваме, или познати се. Меѓутоа, биваат активирани нормално 3 системи: ендокриниот, има дисбаланс на неуромедиаторите, глутамат и гаоамилопутерба, и на неуромодулаторите, на норадреналинот, серотонинот и допаминот. Значи, тоа се нормални реакции од кои не можеме да избегаме. Добро, ова значи дека ќе треба да се носиме со стресот што го доживуваме. Да го дообјаснам за да биде јасно дека ништо не е случајно. Значи, тие психоемотивни напливи ги ствара амигдалата. Тоа е емотивниот мозок, паниката, стравот и така натаму. Меѓутоа, таа паника, мораме тоа да го знаеме, ја блокира и таа царува, таа не блокира нас, и царува во нас. Таа ја пореметува нашата свест, го пореметува нашето логично мислење. Едноставно сме избезумени. Не можеме да работиме, да се сконцентрираме, да мислиме. Нашиот мисловен дуктус е пореметен. И тоа во мојата наука се вика, и многу напишани книги има, panic disorders, панични состојби. Да сега, само крајот е многу интересен. Главниот рацио кој што одлучува како јас, вие и сите на мајката Земја планета ќе реагираме е префронталниот лобус. Префронталниот лобус, зависно од тоа колку е матуриран, колку е созреан, колку се ставиле во него воспитание, знаење, инсистирам, знаење, многу направи вие како мас-медиуми, а и целата земја, поготово сите одговорни структури, за да дознае народот, како и сега колегите што зборуваат, за што се работи. Значи, како ќе се манифестира тој стресоген фактор, зависи од теренот на кој е наишол. Тоа е од матурацијата на психопрофилот. Моето воспитание, моето знаење ќе постора, мојата едукација и што сум инкорпорирал во себе како социјални, морални, етички, духовни норми. Значи, дали сум зрел или сум незрел. И сега, завршувам. Значи, јас сум или ирационален, во паника и во страф, изгубен, правам неконтролирани, штетни, многу дејанија и за мене е се дешперантно, инфаусно, капитулантско, затоа што прво не сум информиран, не знам, а и таков е менталниот мој склоп. Или сум реален, објективен, ќе ја осмислам, ќе ја проценам, ќе ја објективизирам состојбата и ќе одлучам како и на кој начин сите луѓе кои ме учат и кои знаат повеќе од мене, да се превенирам, да се борам, да бидам самодисциплиниран, да бидам крајно одговорен, бидејќи се морате да знаете дека зависи од нас, од секој од нас зависи. Изолацијата со сите мерки на превенција и да не заборавиме, преку 85%, не знам колегите дали ги се сложат. Јас читам многу литература, бидејќи знам, не биде нескромно доста јазици, иначе можам тоа да го пратам на коите јазици. 85% од пациентите, до сега најповеќе литература имаат објавено кинезите, да знаете. Сега постаа италијаници, иначе кинезите имаат многу напишено. Значи, благодарам. 5% Да, благодарам господине Чепреганов. Ви благодарам за ова издашно објаснување за тоа што и како треба да правиме. Очигледно рационалноста треба да биде наша следна карактеристика. Порака. Повелете, пораката?
Препораката е многу кратка. Се е менливо, значи, прво, многу лаборатории во светот работат и сум сигурен дека ќе има успех. Второ, вируленцијата, сите го потврдуваат тоа. На вирусот колегите треба исто да ме подржат. Вируленцијата на вирусот мора да опадне. Се е менливо и милливо. Не треба паника. Потреба е само дисциплина и крајна одговорност. Да се бориме, да издржиме со ум, со разум, со реалност и крајна самоконтрола и самодисциплина и одговорност. Ето е. Благодарам. Господине Чепреганов, ви благодарам што бевте гостин телефонски. Ќе опадне ли вирулентноста на вирусот, како што предвидуваат сите, доаѓа и потопло време, тоа и се врзува и не се врзува со вирусот, различни се повторно толкувањата. Уште малку со епидемиолозите, па на крај ќе ве прашам за вашата струка поконкретно. Значи така, со пораст на колективниот имунитет, а факт е дека тој постојано расте и достигнување на едно одредено ниво, веќе разговаравме, колку е поголема инфективноста, толку нели повисока треба да биде колективниот имунитет, фактички ќе дојдеме во една фаза кога бројот на заболени ќе почне да опаѓа. Јас мислам дека овој момент е многу добро што ние успеавме таа крива епидемиолошка малку да ја поравниме, да не биде толку драматично висока и да паѓа наеднаш, како што е во услови кога не се преземаат мерки. Значи, со мерките кои што јас лично сметам дека навреме се преземени и со својата екстензивност се тука некаде, значи, кога требало се зголемувале, дека ќе имаме период за неколку недели на почнување, значи за достигнување на пикот и почнување на опаѓање на активноста на вирусот. Се разбира дека овде би ги споменала оние тестови со голема специфичност, серолошките тестови. Јас како епидемиолог лично и епидемиологијата тука ја дава улогата на овие серолошки тестови. Значи тие во епидемиолошки истражувања се употребуваат во фаза кога епидемијата ќе е при крај или со завршување, кога ќе можеме да кажеме колкав процент од популацијата ја прележа од болеста. Тоа е најдобар индикатор за да видиме дали 50%, 70% или колкав процент од населението ја поминало болеста. Тоа веројатно ќе ни даде одговори на прашањето што после септември, октомври, кога повторно доаѓа сезона на вируси. Тоа е најважното. Значи, секоја епидемија, како што каже и професорот Чепреганов, што го слушнавме, остава за себе лекции кои што треба да ги научиме. Значи, научените лекции ни помагаат посоодветно да се однесуваме во иднина. Налик на другите респираторни заболувања, предпоставуваме дека овој вирус ќе продолжи да постои понатаму, дека нема наеднаш да исчезне како што се појави, со оглед на сето ова што се случува, и дека можеби наредната сезона, наредната година или за година 2 и 3, ова ќе биде сезонско заболување, слично како грипот, а во зависност од тоа дали ќе имаме вакцина, во зависност од тоа колку ќе трае имунитетот од ова заболување, ние ќе имаме ситуација на годишно покачување на бројот на заболени, односно на годишно ниво, или пак тоа ќе се појава можеби во циклични растојанија на неколку години. Благодарам. Господин Димитров, сакам да ја прашам конкретно и за вашата струка, односно за клиниката каде што работите. Имавме едни случаи на заболена родилка. Се пренесува ли на плодот практично, може ли да се пренесе од родилката и колку се тие во корелација? Молам на крајот, вака пократко и по блиц, ако можеме, не чека уште еден гост. Значи, единствено што може да се каже кога се работи за досегашните сознанија за бременост и за COVID-19 е тоа дека, иако има генерално сваќање дека бремените жени ги имаат истиот ризик како и секој друг возрастен човек кој што не е бремен, сепак кажуваат CDC и Светската асоциација пренатална медицина дека тие промени во телото кои што настуваат на бремената жена носат ризик за инфекции и за потешко поминување на болеста кај бремените жени. Ако направиме разлика измеѓу рана бременост и касна бременост, денешниот апдейт од 7 април кажува дека кај помала бременост самата хипертермија, значи изголемената температура, асоцирана статистички како и кај други фебрилни состојби, дека можно е да носи зголемен ризик за конгенитални аномалии, значи специјално на неуралната туба. А тоа е едното.
Од друга страна, кај инфекцираните жени, особено ние кои што имаат знаци на пневмонија, има поголем број на компликации. Еве го трудот кој што, како што кажа професорот Чепреганов, први се кинезите, сега имаме од Италија, неодамно објавениот труд кај 41 бремена пациентка, кај 41% дошло до предвремено раѓање, кај 18,8% имало предвремено прскање на воденикот, кај 3,6 пациентки имало преекламсија, а сите тие, значи од сите тие, 91%, значи од тие 41, само 3 или 4 биле вагинално породени, сите други биле породени со царски рез. Вие се ме прашавте за вертикална трансмисија, дали се пренесува на плодот. Едниот труд кој што е објавен пред 20 дена е тоа дека ниедно од децата 38 кои што се породени, заради тоа што можда и биле со царски рез, дека немале нити знаци симптоми, нити биле позитивни. Меѓутоа, има кај некои породени кои што се јавиле знаци на пневмонија, кои што не била предизвикана од SARS, од COVID-19, туку била предизвикана од SARS, а тука се поставува и прашањето кај неколку од децата биле покачени антителата IgM, што не мора да значи дека е од вертикалната трансмисија, тоа можно да биде од родителите или од здравствените работници кои што се пренело на децата. Дали со доење мајка што е заболена може да го пренесе вирусот? Сега нашите сознанија, еве ќе каже колешката дека тој не се пренесува преку млекото и дури едната од препораките, меѓутоа тука имаме тешко болна жена, дали ќе може таа да дои, дали ќе биде во состојба да дои, тоа не се знае, меѓутоа до сега не е потврдено дека го има во мајчиното млеко. Јас се благодарам на двајцата што бевте вечерва гости на телевизија 24. Благодариме на посакуваме добро здравје, се разбира прво, и ефикасност во борбата со справување со вирусот. Ние сме тука да помогнеме со тоа што ќе седиме дома. Така е. Останете со нас, реклами, па одиме со следниот гост. Во студиото на телевизија 24 продолжуваме со отворената програма. Секој ден од 18 до 20 часот отворена програма во која што зборуваме за најновите аспекти на тоа што се случува во битката со корона вирусот. Мои претходни гости беа доктори, епидемиолози и од Сдруженијето на лекари, а денеска согласно она што се случува и во светот и кај нас, на некој начин се слави 7 април, светскиот ден на здравјето на здравствените работници. Моја гостинка Гордана Бешлиовска, претседателка на Унијата на Сдруженија на медицински сестри и останати медицински работници. Акушерки и стоматолошки сестри. Акушерки и стоматолошки сестри. Мотото на денешниот ден, што го даде Светската здравствена организација, е поддршка на медицинските сестри и акушерките. Зошто оваа година токму тоа мото? Така, пред се, значи, јас денеска да се приклучам кон многобројните честитки до сите здравствени работници по повод Светскиот ден на здравието, роден денот на Светската здравствена организација. Не параслушнав денеска во многуте изјави дека оваа година мотото е подарено на медицинските сестри, со оглед на тоа дека Меѓународниот совет на сестри ја прогласи годината како 2020 како година на сестринството, и од тука Светската здравствена организација во овие моменти, значи, искажува круцијална поддршка на сестринството и апелира до целокупната здравствена владеачка структура да се многу да се инвестира во сестринството како витален сегмент од здравствениот систем. И мотото оваа година е, значи, поддршка на сестрите и на акушерките, односно глас што води, тоа сме ние, значи медицинските сестри, акушерките, стоматолошките сестри, со подобро негување кон подобро здравје. Мотото е представено преку 4 принципи на Светската здравствена организација, каде што апелот е до здравствените власти да им се дозволи на медицинските сестри да бидат малку поголеми учесници во носењето на одлуките. Тоа значи да бидат имплементирани во здравствената политика, тоа значи да имаат свој закон, своји субјекти врз основа на кои ќе ја развиваат својата професија и својата дејност.
и она што е многу важно, значи да се инвестира во професионалниот развој на сестрите, во нивното образование, во нивните едукации, во нивниот професионализам тековен за време на нивната работа, да се исто така да се инвестира во обуки за истите, да се инвестира во човечки ресурси, да се инвестира во опрема, во безбедност, во фер плати за медицинските сестри на работните места, бидејќи суштинскиот круцијалниот дел на еден здравствен систем се медицинските сестри. Не постои друг здравствен работник освен медицинските сестри кои што толку многу и добро го познаваат здравствениот систем. Значи медицинските сестри кои што се вклучени во сите нивоа, во сите пори на здравствениот систем, неприкосновено го познаваат здравствениот систем и се рбетот и столбот на здравствениот систем. Кога зборуваме за здравствена заштита и кога зборуваме за пружање на здравствени активности за подобро здравје, унапредување на здравието, спречување на болестите, значи докторите аплицираат како носители на здравствената дејност. Меѓутоа во здравствените тимови неминовната алка се медицинските сестри. Од тука инвестицијата на здравствените структури ќе биде многу битна и многу важна, доколку ја послушат и го послушат овој апел на Светската здравствена организација и се приклучат на сето она кое што е битен и важен момент по однос на нашите сигурно интервенции. Во овој миг кога светот се бори со оваа пандемија, претпоставувам дека вашата улога е претерано значајна, да не речам најзначајна. Вие се бавите со секој сегмент, како што рековте, од здравствената работа, почнувајќи од администрација, па се додавање на услуги здравствени на пациентите. Како издржувате во оваа битка? Разговарате ли со колешките ваши? Ние имавме денеска во текот на денот еден апел и една порака до сите наши колешки, каде што меѓу другото покрај честитката за празникот, значи упативме до сите нив и апел за кој од кој што очекуваме да, а и веќе ни стигнаа, значи нивни побарувања, како и на каков начин унијата и здруженијата на сестрите може да им излезе во пресред на сите наши колеги, посебно на оние кои што се сега во инфективните оделенија, во најистурените единици каде што се со заразените болни, па зборуваме за оние кои што се во преодните оделенија каде што се суспектните болни и зборуваме за оние медицински сестри кои што ги негуваат пациентите кои што се со други. И како може да им се помогне во смисла на заштита од пренесување на заразата или во смисла на целиот интензитет на работа, стресот и сето она што го доживуваат таму? Заштитата е многу широк појам. Јас значи од сестрински аспект ќе си земам за право да кажам дека не може ние да зборуваме сега само за заштита на медицинските сестри на работа, само во делот на заштитната опрема и заштитната облека. Значи тоа се работи кои што стратешки се случувале со години наназад и кои што ги имаме како услови во здравствените институции. Секоја една здравствена институција треба да обезбеди услови на безбедност на работа на здравствените работници на медицинските сестри. Ние во случајов, за разлика од докторите, да речеме пациентите поминуваат 15 минути со докторите и докторите кои што се нели образовани како што се образовани со нивото факултетско образование и со носители на здравствената дејност, носат дијагноза која што е шифрирана. Меѓутоа, сестринската дијагноза е описна дијагноза. Ова не случајно ви го кажувам, затоа што сестрата е со пациентот и кога спие, и кога нема потреба од дијагностика, и кога нема потреба од интервенции. Ние сме со нив 24 часа. Ние сме спрегата и комуникацијата од сестрата према лекарите, каде што се изнесува целокупната информација, да докторот добие комплетна представа за оно што се случува со пациентот. Од тука во триажните центри на епидемиолошките анкети ги имате сестрите, од тука во делот на здравственото воспитување сега што се случува со населението, ги имате нас медицинските сестри кои што сме главната спрега. Ние сме тие кои што подучуваме, ние сме тие кои што ги учиме пациентите и ние сме тие кои што сме изложени буквално секаде, дури на нашите домашни адреси, со оглед на тоа дека и населението сега со овие ригорозни и рестриктивни мерки е во секој случај збунето и понекогаш нели за првичните прегледи и не знаат и како да си ги остварат и како да стигнат. Во овој момент нашиот најголем удел е во здравственото воспитување, во оноа кое што го делиме како морална и професионална поддршка на нашите сестри и во најповеќе во гласот. Значи унијата, здруженијето со години наназад е гласот на сето оноа кое што за нас во моментот значи наши права и се што оно што во моментот значи за нас подобри услови за работа и како што кажав фер плати и сето оно кое што ни недостасува за да го вратиме достоинството на медицинските сестри. Меѓутоа ние рековме како унија дека во овие моменти сега во овој период кога поминуваме низ еден ваков историски период и станавме нација која што ќе зборуваме како некој кога што зборувале за шпанскиот грип или зборувале за некогашната чума, ние станавме популација која што историски преживуваме ваков период и рековме дека овој период ќе апелираме исклучиво на солидарност,
Ќе апелираме на дополнување, преструктурирање во здравствените институции, да си помогнеме едни со други, да не го заборавиме помошниот персонал, да не ги заборавиме болничарите, да делуваме едукативно на нив, да си припомогнеме. Не е делот само во заштитната опрема во која што ќе се облечеме и како ќе се облечеме. Нашата заштита почнува во нашиот образовен систем. Кога почнуваме да се образуваме и каде што треба да сватиме каков ни е предизвикот и во каква професија влегуваме како здравствени работници. Ние се Тоа не беше нешто што со досега можевме да се пофалиме. Колку медицински работници, медицински сестри или други медицински лица се обидуваат да ја напуштат земјата, знаете, во последниот период. Тие бројки, екзодусот на лекарскиот кадар и на кадарот што е во медицината е голем. Зошто? Глобален е недостатокот на земјината топка од медицински кадар. Значи, Светската здравствена организација излезе со податоци во кои што кажува дека до 2030 година ќе имаме недостаток на 18 милиони здравствени работници, од кои само 9 милиони медицински сестри. Од вкупната бројка која што е сега во моментот на според Светската здравствена организација на здравствени работници на земјината топка од 45 милиони, 25 милиони отпаѓа на бројката на медицински сестри. Може да замислите колкава е таа бројка и од тука да ги повлечете сите основни моменти, колку сме ние битни, важни, не само квантитативно, туку и квалитативно во здравствениот систем. Кога би ги запазувале ние стандардите во здравствените институции, на потребната бројка на сестрите, на заштитата, на условите при работа, ние би го скратиле болничкиот ден за лекувањето, би ја покренале ефикасноста во болниците. Знаете, таму каде што недостасуваат сестри, таму каде што немате услови, каде што немате можности да дојдете да ги остварите вашите стручни квалификации и вашите интервенции, како една сестра која што обслужува 30 пациенти на едно оделение и така понатака, вие не можете да допринесете до скратување на болничкиот ден. Зошто не се вработуваат повеќе? Значи, ние имавме еден континуитет на вработување, меѓутоа вработувањето одат врз основа на конкурси кои што се распишани за сестри со средна стручна спрема. Сега, најголемиот проблем за сестрите, кога кажав јас дека Светската здравствена организација апелира во делот на едукациите и професионалниот развој на сестрите, учење, така. Мислев на тој дел. Значи, ние сме во здравствените институции непрепознаени. Завршуваме високи школи, завршуваме специализации, магистрираме и така понатака, меѓутоа колективните договори, систематизациите не препознава. Тоа е еден вид на незадоволство. Значи, кога зборуваме за заштита, ние треба да зборуваме од аспект на сите задоволства, услови, можности. Не е само да ја облечете униформата на себе и да дојдете од образованието и да се најдете себе си некаде во некоја здравствена институција. Ние сме поборници на враќање на приправничкиот стаж, каде што сакаме да ги појачаме едукациите на медицинските сестри. Поборници сме и на свечената заклетва на медицинските сестри, каде што и ние свечено ќе се обврзуваме за сето оноа кое што треба да го работиме со пациентите. Во ова време, не време сега, кога сме изложени од триежните центри, од оделенијата, од инфективните оделенија, секаде каде што сме, може би во моментот и се случија некои недостатоци и кубурење со основна заштитна опрема, меѓутоа таа заштитна опрема има специјални протоколи врз основа на кои што се користи. Тоа е едниот момент, а другиот момент е дека сите ние не можеме во исто ниво на заштитна опрема да пристапуваме кон пациентите. Од тука се многу важни податоците кои што ги добиваме во епидемиолошката анкета на пациентите, за да знаеме и ние во здравствените институции каде што за прв пат доаѓаме со нив во контакти, како да се справуваме и по кои патеки да ги третираме. Од друга страна, медицинските сестри се постојано на удар. Видовме пример еден последен со тоа што се случи при посетата на првата помош, кога практично на сестрата не е било укажано од страна на пациентот дека е тој позитивен на COVID-19, односно дека чека резултати кои што треба да покажат дали е тој болен. Колку медицински работници, сестри се разболени до сега? Па последната информација која што јас ја слушнав од пресот, значи 53 здравствени работници, меѓутоа немам податок во моментот од оние што беа во изолација и во самоизолација кој што се чека, значи последните брисеви дали има некои нови позитивни, можеби вие повеќе десетици се во секој случај така и подоследно ги пренесувате податоците. Ние во унијата имаме извршен одбор, јас во тој извршен одбор имам колешки сестри од сите нивоа на здравствениот систем, значи од примарното, од секундарното, од терцијалното, секаде каде што сме ние.
во здравствената заштита и во пружањето на негата на пациентите и дословно секојдневно добиваме информации за оно што се случува. Факт е дека намалена е фреквенцијата на пациенти со други заболувања во здравствените институции, меѓутоа она што сме ние престроени и сме со повисок степен од ризик од заразност ги донесува работните обврски и сериозноста на работните задачи на работните места на едно многу повисоко ниво и сега во овој момент навистина е многу важно да делуваме здравствено воспитно на населението. Дали се соочувате сега со непријатни ситуации, токму поради тоа што населението и не е доволно запознаено со сето тоа што треба да прави? Како оваа цела состојба влијае врз вас, па еве и лично и врз видете да ви кажам, сестрите кои што работат? Сите знаеме дека се доволно свесни, меѓутоа сите се на крајот на денот луѓе кои што поминуваат низ истите проблеми и стравови со кои се соочува секој човек. Видете сега во ситуацијава можеби ги надминавме тие конфликтни ситуации бидејќи сега сме во едно многу друго време некое во кое што се почитуваме малку на еден подруг начин, на кој што значи зборовите значат прегратка, немаме веќе блиски контакти за да имаме не дај Боже насилство па сега и во овие ситуации како што имавме со времето наназад, меѓутоа сега се соочуваме со ајде така да кажам апсурдни ситуации во моменти кога слушаме било какви информации од пациентите кои што многу несериозно пристапуваат кон целата оваа работа. Несериозно од типот не се заштитуваат, затоа и сметат дека не треба да ни дадат податоци, сметат дека ова е нешто кое што на нив не може да им се случи и така понатака. Тогаш во тој момент значи нашата улога е ние сме тие кои што сме практичарите во првиот момент со пациентите каде што ја пренесуваме целата порака. Учествувате вие во епидемиолошките тестирања? Во сестрите анкетата? во триажните центри се секаде значи тимови од медицински сестри кои што ја потполнуваат епидемиолошката анкета, од каде што врз основа на после тоа се носи значи одлука по која патека пациентот ќе биде хоспитализиран доколку зборуваме за болница за стационарен дел каде што се лежичките пациенти. Додека зборуваме за превентивата која што е 80% од нашиот здравствен систем, каде што се превенцијата и унапредувањето на здравјето, таму се нашите матични лекари, концесионерите, приватните лекари, амбулантите, патронажните наши сестри и така. Меѓутоа, сепак знаете како има една студија која што покажала дека сестрите во стационарот во болничко лекување поминуваат минимум 4 часа со пациентите. Значи, од сите интервенции кои што ги работите околу пациентот, а интервенциите, односно тие се наши работни задачи кои што ние ги работиме околу пациентот, значи 4 часа поминувате. Патронажните сестри одат периодично во тек на неделата, периодично на 10-15 дена кај пациентите и сега таа служба функционира во поливаленција, значи они ги посетуваат младите и здрави мајки каде што делат совети и така понатака. Ние никаде во ниту еден сегмент не сме застанати со оно што е наша здравствена нега и здравствена грижа на населението кое што потекнува од основните човечки потреби и од тука се наметнува онаа поделба на наша превентивна и куративна медицина каде што сме ние инволвирани во сите сегменти. Многу исцрпувачка нашата работа. Видите, зошто од аспект претпоставувам дека исцрпувачка од повеќе аспекти. Еве, зошто луѓето лажат? Па веројатно, видите, имаме чувство дека се плашат од карантинските мерки и дека она што го спомна доктор Чепреганов пред малку, значи од ускратувањето на слободата. Може да замислите која несовесност на свеста и на совесноста е кога ќе слушнете податоци дека лица кои што се во изолација не се пронајдени дом. Значи вие свесно заминувате и станувате извор на инфекција за други. Значи многу е голема гризата на совеста да знаете дека сте вие изворот и дека сте вие проблемот. Од друга страна се наметна и таа стигма на покажување со прст на тие пациенти, на тие луѓе кои што се болни од короната. Па, значи, ние сите мора да се надеваме дека тоа е една минлива ситуација и не можеме луѓето така да ги покажуваме и мислам дека треба да ги надминеме сите тие работи и затоа луѓето некако менталниот склоп на луѓето отиде во еден правец во кој што да не кажам да не ме разберат како табу тема некоја или ако кажам ќе одам во карантин или не знам какви некои други размислувања кои што си ги наметнуваат и донесуваат до вакви ситуации да гледате какви имаме нагли бројки во одредени градови каде што ни се појавуваат одеднаш заразени од една индивидуа. Куманово видовме што се случи таму. Куманово, јас ги поздравувам колешките во Кумановската болница со кои што сме во континуирана комуникација. Они во моментот има одреден број од колешките кои што и чекаат брисеви. Исто така сме и во комуникација со колешките од Институтот за рехабилитација од Козле, каде што за среќа и тие кои што се позитивни се за сега добри, сите ги поздравувам и им посакувам на сите побрзо
побрзо оздравување, а на сите други им порачувам да се чуваме колку што можеме повеќе. Ние можеме да бидеме облечени и можеме да бидеме заштитени во 4-то ниво и во 4 слојно, меѓутоа мора да умееме и како да ја одложиме таа униформа од нас, многу да внимаваме во нашите контакти, во разминувањето на нашите контакти, многу да внимаваме кога се изложуваме на контактите со пациентите, никогаш нормално е дека ние сите максимално професионално се внесуваме и сакаме да внимаваме, и сакаме да биде нели секако што треба, меѓутоа првото ниво на заштита се покажа дека не е несоодветно и недопустливо е во вакви ситуации кога веќе имаме носители извори асимптоматски кои што немаат симптоми, кои што веќе се покажа информација дека се Сега според вашите сознанија во оваа да речеме подоцнежна веќе фаза, заштитата е подобра од целокупен аспект. Значи се случија анкети во здравствените институции, таква е нашата информација од главните сестри наши членови, анкети каде што се направија планови за набавка за период од 1 месец. Би било добро, бидејќи ова состојба ние не знаеме колку време ќе трае, би било добро тоа да продолжи така во континуитет и да бидеме континуирано така опремени, за да пазите во интервенциите преку ден не се устручавате колку ќе потрошите, да потрошите толку колку што ви треба, да не потрошите повеќе, меѓутоа и да не си дозволите со исти ракавици да истретирате 20 пациенти или со истата маска да бидете повеќе од 2 часа, или да не можете да ја замените заштитната облека затоа што требало да притекнете на друго одделение или некаде на друго место да помогнете или не знам како. Категоризацијата на пациентите сестрите ги носи во здравствените институции во различни нивоа, каде што сестрите се во интензивните неги, каде што се тешките болни, каде што се болните на респираторните машини, каде што ќе се наметне проблемот за потреба на поголем број на медицински сестри. Секоја поголема захтевност на пациенти врзаност за машина и за апарат изискува една сестра 24 часовно. Впрочем, здравствената нега кон пациентите значи и зависноста на пациентот од нас. Колку е тој зависен од нас? А тој е зависен од нашата нега и физички, и емоционално, и стручно, и професионално, и секако. Значи, имаме категорија на пациенти кои што се физички активни, способни, со кои што треба, меѓутоа може да се во моментот и суспектни, може да се и заразени. Имаме втора категорија на пациенти кои што можеби во некој момент не изискувале потреба од вас, меѓутоа после хируршка интервенција имаат физичка потреба од здравствена нега. Имате трета категорија каде што има пациенти кои што се измешани со многу коморбидитети, различни други заболувања, и четвртата категорија се пациентите кои што се несвесни, во кома, неконтактибилни на апарати, на машини, каде што 24-часовната нега е неминовна од медицинската сестра, каде што таа одлучува што е тоа што е потребно за пациентот. Од тука е многу битно и нашето образование, и нашата едукација, и тоа што се вика и стручна, и професионална, и сестра која што е хумана, и која што ја сака професијата. Во нашата професија не можете да бидете ако не ја сакате професијата. Дојдовме до момент кога животот ни е изложен. Значи, ова е многу голем предизвик. Дури ние не сме биле свесни кога сме избирале професијата дека ќе дојдеме во момент да се соочиме со волку голем предизвик. Сакам да искажам огромно задоволство на Светската здравствена организација и на Меѓународниот совет на сестри кои што на вистина годината ја поклони на нашите интервенции, на сето оно што е многу важно и многу битно во нашата работа. А јас се надевам дека ние како Унија, како здружение ќе успееме да дојдеме до законот за нашата сестринска дејност. Ние во овој момент како сестринска професија во нашата држава немаме закон за нашата дејност. Затоа сметам дека овој апел на Светската здравствена организација до здравствените власти ќе го побуди интересот, значи да сестрите бидат инволвирани во носењето на одлуките и имплементирани во здравствената политика. Може би ова пандемија за несреќа ваква состојба ќе ја покаже таа потреба ова да се направи што поскоро, може би уште и во текот на наредните месеци, или тоа го очекувате некаде од септември? Пандемијата покажа колку сме ние важен сегмент и колку сме многу важни во целата работа. Јас само сакам да застанеме со оноа и останатиот медицински персонал. Ние не сме останатиот медицински персонал, ние имаме имиња и презимиња, имаме своји специјалности врз основа на кои што имаме завршено школи. Очекувам да им биде, меѓутоа апелирам до сестринството, до сите сестри, како председател на Унијата, дека кога ќе дојдеме до моментот да ни бидат признаени како такви, никогаш нема да се сложим со фактот дека треба да ги завршиме школите само за да добиеме покачување на личниот доход. Него треба да се соочиме и со одговорностите на работните места врз основа на специјалностите кои што ги завршуваме во школите. И тоа
значи ќе биде еден од многу важните фактори за подигањето на достоинството на нашите сестри. Ние сега во овој момент уживаме многу голема поддршка од населението. Знаете како беше пред тоа, како сега. Сега сите свативме колку сме зависни едни од други, колку сме важни едни од други, сега сите свативме во какво време сме и како и на каков начин треба да се почитуваме и да се респектираме. Апелирам до сите мои колешки, до сите, значи да не исплаши оваа ситуација, да истраеме во сето ова, да си помогнеме колку можеме. Во унијата во секој време да ни се обратат, ние во секој момент континуирано ќе ги пратиме сите оние моменти кои што ќе бидат како нивни проблеми или како нивно побарување во периодов. Се надевам дека континуитетот со снабдувањето на заштитната опрема ќе продолжи, а најмногу од се надевам дека оваа епидемија после пикот ќе почне нагло да опаѓа и дека и ние нашата изложеност ќе ја намалиме во болниците и ќе се вратиме полека во нормален. Мишлевска, ви благодарам што бевте дел од ова отворено студио на телевизија 24 во некоја наредна порелаксирана прилика, се разбира повеќе за законските елементи за она што го најавивте вечерва. Сакала да ви кажам со оглед на вашиот авторитет и на емисијата и на сето оно што вие го презентирате и водите, би сакала да ни дадете простор во кој што сакаме да апелираме за подигање на сето оно што се вика достоинство на сестринството. Ви благодарам. Благодарам. Поштовани гледачи, останете со програмата на телевизија 24. За кратко следуваат и најновите вести, а овде е крајот на вечерашното отворено студио.